Шумските предели на планината Галичица, еден поголем дел од неа, на површина од 22.750 хектари, во 1958 година е прогласен за национален парк. Прогласен е во 2010 година, главно поради исклучителната биолошка и пределска разновидност која ја поседува, но исто така и заради карактеристичната место-положба помеѓу Охридското и Преспанското езеро. Во 2007 година беше формиран системот на патеки, од кои беа обележани околу 100 км на велосипедски патеки и 300 км на планинарски патеки. За полесно функционирање. Токму така. 12 години подоцна има потреба од обновување на инфраструктурата, на патокази и табли. И оваа година сме во процес на обновување на тие патокази и табли. Исто така, во процес сме на креирање на апликација на Android, која може да биде поврзана со GPS и ќе им ги дава сите потребни информации на туристите кои доаѓаат на Галичица. Во паркот е идентификуван значаен биодиверзитет. Со сериозни истражувања е потврдено дека Галичица е жешка точка на разновидност во Македонија, но и пошироко во регионот. Од тие причини, често од експертите Галичица е именувана како Кавказ на Балканот. Националниот парк Галичица е најпосетуван во Македонија. Колоритните пейзажи се атракција за многу туристи. Галичица особено се истакнува по големото растително ендемично богатство, како и големиот број на ендемични инсекти, особено пеперутки. Тука има и диви кози, рисови и мечки. 来到了马其顿这个国家，我们参观了好几个地方，你们的国家很漂亮。我们去过了城堡，也去过了你们很有名的这个奥哈德里湖。这里的山很高大，而且这里湖的山的下面有一个很宽广的湖畔，这个湖畔很有生命力。 За заштита и управување со подрачјето задолжена е јавната установа Национален парк Галичица. Таа управува и го штити паркот главно врз основа на позитивните законски прописи. Закон за заштита на природа и другата регулатива која уредува оваа проблематика и планот за управување со Националниот парк Галичица, кој е со важност од 2011 година до 2020 година. Во случајот на Националниот парк Галичица, во последниве неколку години направивме посериозен исчекор да прекиниме со обезбедување на средства од директно користење на природните ресурси. Во Македонија доминантно пракса е од сеча и продажба на дрва. Ние успевме последниве неколку години сериозен дел од буџетот да го обезбедиме од така наречено меко користење на природните ресурси, во нашиот случај главно од туристички активности. Ваквата промена во управувањето со паркот покрај користење на позицијата на паркот во главниот туристички регион во Република Македонија се должи и на поддршката која јавната установа Национален парк Галичица ја добива од донации, најчесто странски пари. Со претходна донација, Националниот парк успел да развие систем на патеки во должина од прилика од 250 км, дел од нив пешачки патеки, но исто така и за планински велосипедизам. Направиле и комплетна инфраструктура за информации, информативни табли. Во моментот спроведуваат проект од Европската Унија од програмата за подобрување на управување со заштитените подрачја во Република Македонија, спроведено од UNDP. Трите компоненти на проектот предвидуваат формирање на арборетум и мала ботаничка градина за посетители, подобрување на управувањето со високопланинските пасишта кои се зафатени од процес на сукцесија на шумата преку реинтродукција на европски елен. Државата требала да ја превземи врската да ја финансира заштитата, а не вработените доминантно работното време да го користат на обезбедување на средства за заштита. Значи, неможно било да бидат посветени на активности поврзани со заштитата на природата. Фактот што јавните установи беа се препуштени, повторно се враќам на финансирањето, препуштени на само финансирање, креираше од една страна и независност во управувањето. Таа независност е добра во некои ситуации кога е потребно брзо одлучување за превземање мерки, но од друга страна е неповолна заради
покасно изостанокот од поддршка за спречување на бесправни действија